за Ма вас? тие шути и рогати, што полициски синдикат, што Најчевци, што овие Панчо Миновци и компанија, значи тие треба да си прочитат. Прво, пратенички имунитет е светост во јавното право. И да објасниме малце повеќе. Нивното објаснување е дека вештите за тоа што говорите на собраниската говорница. Не, сега ќе ви објаснам. Во собранието, но не вештите значи, прекршот сторен во собрање. Имунитетот потекнува од римското право, јас римско право предавам и го имале народните трибуни. Сега го викале сакросанктис, односно светост, баш така, светиња. Никој не смел да го чепне овој народниот трибун. И тој имал јус пенсионис, се вика на латински. Дури ако е фатен во кривично дело? Да, дури тогаш, сега не. Дури ако е фатен во кривично дело, до казна затвор 5 години. Не му може ништо. Така е кај нас. И овој имал јус пенсионис или право на принудно испрашување, од кое што води потекло денешните интерпелации и пратенички прашања. И ајде да видиме сега. Нашиот устав предвидува имунитет не за сите, туку само за пратеници, само за премиер, не за министри, само за председател на држава и само за суди и уставни суди. Значи само 4 уставни концепти на имунитет имаме. Порано имавме за министри и за јавен обвинител, но со судските реформи тие се укинаа. Сега, историски гледано, бидејќи предавам историја на право, субстратот на имунитетот е антиполициски. Ме разбирате? Значи, концептот на полициска средновековна држава, апсолутни монархии и парламентарна демократија, или денеска ја викаме, англосаксонците ја викаат rule of law, ние ја викаме правна држава, владење на право и германски концепт на правна држава. Сега, тоа е метод за независност, особено на опозицијски пратеници. Бидејќи полицијата е дел од извршна власт која со власта секогаш. Сега, води потекло, има 3 компоненти, не 2 како што кажуваат овие шути и рогати. Туку прво да се доискажам, бидејќи многу тензија се крена за ова, дали имало или немало. Има 3 компоненти пратеничкиот имунитет. Првиот се вика индемнитет или материјално правен. Не можат да те уапсат за говор и гласање во собранието. Потекнува 14 век од Англија, кога кралот со неговата тајна полиција и агентите ги апсел опозицијските пратеници кои го критикувале како напад врз круната, кој сметал за велепредавство и ги чистел. За да не се дешава такво чистење на опозицијата е воведен токму овој индемнитет. Второто е екстериторијалитет или формално правен имунитет, тоа е неможност да бидете лишен од слобода, задржан, притворен или уапсен од страна на полиција, потекнува исто така од Англија. И третиот е телесен интегритет, односно личност на неповредливост. Тоа е придобивка на Француска револуција и е неможност за преглед, претрес и неслужење војска. Тие 3 компоненти се недопирливи за пратениците. И сега, намерно го потребив тој збор джандар, бидејќи за разлика... Не го сметате за навредлив кон полициските службеници? За разлика од полицајците, кои што се многу од нив образовани, културни, учтиви, се сервис на граѓаните, служат за безбедност. Овие джандариве се, како да ги кажам, значи некои дечки кои што се примени преку местни комитети на или на СДСМ или на ВМРО ДПМН, кои дале можеби мито, бидејќи по самите тие полициски синдикати по ветингот ако се спроведе, 1/2 од нив се со фалц дипломи, имаат завршено курс за некои безбедњаци и се најчесто обвинувања, имате докази дека имаме докази, да. И сега ајде да видиме. Значи типот направи 4-5 прекршувања, значи одби да се легитимира, одби да издаде записник, беше сам наместо двајца, се обиде да изврши преглед на возилото и политички ме дискриминираше, бидејќи дознав дека е примен пред 2 години, детиште 25 години, и сега јас ги чекам, бидејќи јас сум професор по право и право знам повеќе и од Најче и од компанија, ги чекам, бидејќи не се само внатрешна контрола надлежни, ти има 30 дена да ми одговорат, ги чекам да направат кавер-ап, што е очекувано, некој владино прикривање, ни риба ни девојки, и да се умешаат и други структури, дали командир, дали началник, за да потоа го продолжам процесот пред народен правобранител, комисија за антидискриминација и можеби ќе завршиме со кривична пријава за малтретирање во служба. Така што ќе видам што ќе одговорат, па потоа врз основа на тоа ќе ги влечам моите потези. Инаку само за споредба си тоа завршувам, ние сме полициска држава пар екселанс. Европскиот просек на 100.000 жители е да има 300 полицајци, кај нас има 600 полицајци, ако броиме 2 милиона дека сме, а бидејќи не сме веројатно 2 милиона, туку сме 1,5 милиона, има 800 полицајци
на 100.000 жители. 12.000 луѓе работат во МВР и ние сме полициска држава пар екселанс. Не заборавајте дека гневот на младите против Груевски започна токму од протестот на Мартин Нешковски против полициска бруталност. Така што ова се сензитивни теми и ја уште како студент не сум дозволувал да каубојско понашање на полицијата, а не па како професор по право или како пратеник со имунитет.